Утрото се крева над Беласица. Илјадници луѓе стојат во тишина. Никој не зборува. Никој не знае дека ова е последниот ден кога ќе го видат светот. Ова не е обична битка. Ова е почетокот на крајот. Годината е 1014. Војната меѓу Византија и државата на цар Самуил трае со децении. Од едната страна империја, од другата држава со политичко средиште во Македонија. Беласица станува клучна точка на одбраната. Самуил знае, отворена битка би значела уништување. Затоа избира одбрана. Се подигаат одбрамбени ѕидови, дрвени, земјени. Беласичкиот премин мора да се задржи. Византиската војска напаѓа. Повторно и повторно. Ѕидовите стојат. Одбраната издржува. Во логорот на Самуил се појавува надеж. Но Васили II не се потпира само на сила. Тој ја менува тактиката. Додека нападите продолжуваат, една византиска единица се пробива низ планините. На 29 јули ударот доаѓа одзади. Одбраната е пробиена. Војската е опколена. Нема ред. Нема команда. Нема излез. Илјадници загинуваат, илјадници се заробени. Битката на Беласица е решена. Васили II не наредува масовно погубување. Тој сака порака. Заробените војници се ослепуваат. На секој 100 луѓе остава еден со едно око, да ги води назад. Кога Самуил ги гледа заробениците, тој разбира. Војската е уништена. Државата е скршена. Телото попушта. Неколку дена подоцна, цар Самуил умира. По Беласица ништо повеќе не е исто. Во 1018 година државата престанува да постои, но историјата не завршува тука. Што значеше византиската власт за Македонија? Тоа е следната приказна.